Последна деценија ново амбулантно возило доби Кочанската општа болница со проширена дејност. Возилото е обезбедено со средства од болницата и од денеска е ставено во функција, со што, како што вели директорката, се подобруваат условите и за пациентите, но и за самите вработени. Безбедивме амбулантно возило после една деценија за потребите на нашите пациенти во општината, како и во регионот, како и за персоналот, каде што драстично ја подобруваме состојбата на институцијата и транспортот на пациентите. Среќна и горда сум што како ВД директор успеав од лични средства на институцијата да обезбедиме амбулантно возило. Продолжуваме понатаму. Сакаме да го следиме овој тренд, да останеме мотивирани, да обезбедиме, да го опремиме повторно возниот парк, како и да опремиме опрема која што ќе биде во служба на нашите граѓани. Продолжуваме понатаму и тоа нека биде почеток на нова ера на поквалитетно здравство во општина Кочани. Освен ново возило, обезбедени се клима уреди за затоплување на болничките простории, а во план се низ за проекти за наредната тековна 2024 година, меѓу кои реновирање на болницата и набавка на нова опрема. Веќе ја имаме обезбедено нови клими, иначе во теков на 24 година, веќе со нашата служба, е договорено одредени проекти за подобрување на службата на нашата институција, реновирање, и тоа е се веќе ставено во планот на 2024 година. И нормално опрема која што не е многу битна, за да со самата опрема ние ќе имаме поквалитетно здравство и нашите пациенти не се најбитни и најзначени и не се приоритет да имаме поквалитетно здравство во нашата институција. Во периодот кој следи се очекува да биде распишан углас за нови вработувања, но како што вели Георгиева Трпевски, болницата не се соочува со недостаток од кадар, оти помош има од доктори специјалисти од клиничка болница Штип. Ние веќе покрај нашите постоечки лекари специјалисти и општи лекари, нормални медицински кадар, имаме помош од одредени институции, меѓу тие и клиничка болница Штип, каде што имаме помош на рентгенолози, имаме помош на педиатри. Во теков на 24 година планираме да ја прошириме помошта од одредени специјалисти, така да за да пациентите не мора да одат на преглед во Штип и Скопје, ќе имат одредени доктори тука амбуланти. Кратко време ќе имаме и оглас каде што ќе имаме вработување на нов медицински кадар. Проблемот со возниот парк во Кочанската болница се провлекува со години. Оти голем дел од возилата се уништени, на што постојано реагираат и самите пациенти. Со нови инвестиции и вложувања во институцијата се подобрува моменталната состојба, децидна е директорката, додавајќи дека со ова темпо на работа ќе продолжат и наредната година.